Колешке, благодарам на контрарепликата. Вака, во делот на слепо црево, што ќе направите сега Македонија раскрсица на Балканот, паневропските коридори. Вака, математичар сте, не знам, може би треба и некои други квалитети човек да има, за да свати одсечка од пат. Колкава е? Каде е пресекот, Колешке? Ако почнува коридор да се гради од точка А до точка Б, тоа е од Крива Паланка, се гради до Струга. И тогаш кога ќе се пресечат десетката и осмицата, тогаш ќе биде раскрсница. А сега нема да биде раскрсница. Нема да биде раскрсница. Туку ќе биде обиколница, почитувана Колешке. Размислете и погледнете малку во простор, ориентирајте се и ќе видите што тоа значи. Сега. Викате дека, кажувате дека Европската Унија, не изфрлила нас односно сме биле слепо цревови во Европа. Европската Унија ви кажа дека не можете да ги носите овие закони со европско знаменце. Не го кажав јас тоа. Европа ви го кажа. Ви кажува дека немате кореспондентна табела, дека не е тоа во согласно со европското право, и вие насила продолжувате таа работа да ја терате. Сега, од ова ваша реплика, што можев да заклучам? Видов дека се оградивте од вашите колеги. Се оградивте, да. Не сте подпишана, меѓутоа дававте некакви образложенија. Ако имате таков сомнеш кај вас во партија, расчистете си ги пред време пред да гласате. Меѓутоа, јас знам дека имаше од вашето мнозинство луѓе кои што гласаа против. Значи, вашето мнозинство гласаше против. 56, така ли беше? Или 54, колку бевте? Значи, немате. Вие сте гласале за тоа што вие сте гласачка машина. Тоа што ќе ви кажат, тоа ќе направите. Почитувана Колешке. Има луѓе кои што размислуваат и не сакаат да бидат злоупотребени. Затоа што интегритет треба да имаме пред се тука во овој парламентарен дом. Интегритет. Да гласаме по сопствено убедување и согласно уставот и законите. А вие тоа не го правите. За жал. Прашавте за над 100 дивоградби некаде се легализирале. Дајте конкретно, ќе ве молам, јас не сакам да зборувам паушално. Во сите општини. Добро, сите општини се и општините кои што ги раководи и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Па овде имавме пример каде што се спомена градбата кај Холидеин. Дали на тоа мислевте? И тоа треба да го кажете. Јас не знам, не сакам паушално да зборувам. Тамо каде што има елементи за корупција, веднаш да се санкционираат. Меѓутоа прашањето е кој ќе ги санкционира? Кој? Јовевски? Или оној Абази што никој не го познаваше? Па го извади од нафталин и после го гледавме на слики. Тие ли ќе ги санкционираат? Се сомневам. И уште нешто. Бидејќи темата е корупција. Бехте Ленка пак. Имаше ли тендер за таа работа? Благодарам. Почитувани присутни, тука